Сите имаме на крајот на фрижидерот една заборавена туна. Ја купуваме за некогаш да ни замени оброк, за некогаш да ни биде додаток во оброк. Има луѓе кои ја сакаат, има луѓе кои не ја сакаат толку многу, но сите ја имаме во фрижидерот. Денешната инспирација ми е од заборавената конзерва туна. Ќе ви подготвам 3 рецепти. Некаде таа ќе биде главната состојка, некаде ќе биде само нишка во рецептот, но ви ветувам 3 рецепти кои ќе ви изненадат со убав вкус и ќе бидат дел од вашата трпеза. Најважно заради тоа што се подготвуваат брзо, изгледаат многу ексклузивно, а се прават многу едноставно. За првиот рецепт ќе направиме една паста. Денеска ќе користам таљатели. Таљатели ви се модерна и фенси кованица за нашите јувки. Нашите баби, мајки ги прават, па и се уште ги прават редовно со оние машинчиња, можеби некогаш и во емисиите ќе направиме, се прават без јајца, со јајца, моите се денеска со јајца и ќе ги искористам како основа, односно да ми бидат база и неутралната состојка во сосот кој ќе го направам од конзерва туна. Инспирацијата за овој рецепт ја добив од начинот на правење на карбонара рецептите. Ќе ги свариме тестенините, ќе подготвиме на страна еден сос и ќе искористиме водата каде што се варат тестенините за да го згуснеме сосот и да направиме една филинкаста совршенство начинија. Ќе ја уклучиме ринглата за да свариме вода. Јас имам веќе подготвена малку топла вода. Користите бокал. Познатите готвачи си го скратуваат времето за готвење. Кога имате бокал со вода, ќе ја завриете водата, ја ставате директно во тенџерето и го обрзувате процесот на готвење. Концептот на оваа емисија е да ви покажеме дека навистина брзо можете да готвите, да подготвувате рецепти како да ги скратите постапките. Можеби нема професионални совети, бидејќи јас не сум професионален готвач, но имаме брзи и вкусни рецепти. Ги ставаме тестенините да се варат, зовриена ми е водата. Јас имам тука за 2 порции, доколку правите за 4 члено семејство, употребете повеќе таљатели. И ги вариме по назнака на пакувањето. 6-7 минути, односно додека не се алденте. Алденте ви е во суштина состојбата кога тестенините можете да ги притиснете, тие лесно да се искинат, меѓутоа имате потреба за притисок малку, тие се тогаш совршено готови. За да го подготвиме сосот, ќе го подготвиме во една чаша, ќе го искористиме делумно маслото од туната. Не си го баш ова лесно. Го искористивме делумно маслото од туната, ќе додадеме малку маслиново ладно цедено масло на витаминка, за да добиеме малку побогат вкус. Маслиновото масло има една исклучителна арома која им дава на јадењата да имаат побогат вкус. Јас го сакам во тестенини многу. И ќе додадеме малку пармезан. Ќе додадам многу малку пармезан, бидејќи ми треба да ми го згусне сосот и да ми даде боја на сос. Доколку не се љубители на не знам сирење или сакате некоја полесна верзија на вегетаријанска верзија само со туна конзерва, искористете лебни трошки. Јас ќе ги искористам на крајот за да декорирам чинијата, но ќе ставам 2-3 лажици само за да ми го згусне сосот. Толку е доволно. Ако сте секако љубители, ставете повеќе. Не сум сретнала до сега човек што не сака пармезан. Ќе ја префрлам количината во мојата шолја. И ќе промешам. Треба да добиете густа содржина, бидејќи таа после со малку вода од тестенините ќе ја разредиме за да го добиеме сосот. Ќе засолиме. И ќе ставиме црн бибер. Промешајте. И на крајот внимавајте. Секогаш бидете безбедни во кујната. Ќе ставиме сок од 1 цеден лимон. Лимонот и рибата имаат еден совршен брак.
ние ќе го искористиме овој пат за да ни даде свежина. Го додавам на крајот, бидејќи доколку го додадам на почетокот, нема да ми се соедини убаво со маслото, односно нема да се спојат маслото и пармезанот добро. И додадете ја останатата половина, еден цел лимон. Јас користам рака. Раката не е како природна цедалка, нели, може да користите доколку не ви се допаѓа овој начин. Може да користите различни помагала има за цедење на лимон. Мене ми делува како природна цедалка, каде што ќе ги соберете сите симки и го промешувате. Толку, да вистина толку. Ги чекаме тестенините да се сварат и потоа ги соединуваме сите три состојки. Тестенините, сосот, водата каде што се вадреа тестенините и нашата туна на парчиња. Тестенините ни се готови, ќе земеме длабока чинија и ќе ги префрлиме тестенините внатре, задржувајќи ја водата. Јас ќе си помогнам. Го обожавам ова тенџера, многу е практично. Суштина обожавам секакви иновации. И нови идеи за стари предмети. Исторете ги тестенините во длабока чинија. Потребна ви е длабока чинија заради тоа што треба да ги направиме сите состојки, да ги споиме. Ги ставаме парчињата туна, големи парчиња. Не ја загревајте туната, таа ќе се загрее од топлината на тестенините. И таа ни е месото, односно протеинот. И додадете од нашиот сос со пармезан. Земете една куплача и додавајте помалку вода. Убаво мешајки. Потребно ви е многу малку. Убаво и агресивно измешајте, за да се растопи пармезанот во врелата вода и да направи, еве погледнете, сос околу таљателите. На крајот ќе нарендаме кора од лимон, за да го задржиме тој вкус на свеж лимон. Засолете. Убаво. Не сакате блуткави храни, меѓутоа не претерувајте со солта. И ставете свежомилен крмбибер на витаминка. Идеално би било да ставиме ренден пармезан. И не е грешка. Јас денеска сакам да ви покажам поиновативен начин како да го направите ова јадење да биде со уште поубава текстура внатре. Во Италија постојат северен и јужен дел на Италија, каде што во многу делови каде што населението е сиромашно, користеле различни замени за пармезан. А тоа бил лебот. Лебните трошки се пржат во најразлични зачини, се ароматизираат со лук и се ставаат наместо пармезан. Користењето на лебни трошки во тестенини дава една дополнителна текстура при гризањето, при џвакањето и ви дава потполна сензација во устата. А се прават наедноставно. Во една тава загрете маслиново масло, малку, неколку лажици. Кога убаво ќе биде загриено и изовриено маслото, ставете лебни трошки. Не мора да се од стар леб, може да ги направите во во блендер, во тазе леб, меѓутоа треба да бидат баш и ситнети. Немој да ги користите оние купени трошки што се како прашок, нема да добиете, ќе добиете одредена како каша, меѓутоа овие апсолутно ќе симулираат пармезан. Маслото е загриено. И наедноставно ќе ставиме само едно чешна лук, да го ароматизира маслото и да даде дополнителен
мирис на лебните трошки. Ако сте љубител на лук, ставете повеќе. Во јадењето апсолутно одговара да има лук. Малку само ќе го пропржиме за да го ароматизира маслото. Вкусот веднаш се активира и мирисот на лукот. И ставаме лебни трошки. Ставете, не знам, една чинија, бидејќи ако лебните трошки би се во помала количина од маслото, нема да се навлажнат, нема да се запечат. Еве како изгледаат. Ќе ги пржиме кратко, 3 до 4 минути, сакаме да го впијат целото масло и малку да се запечат. Лебните трошки го впија целото масло, се сушија и запека. Мирисаат божествено. Ќе го сервираме рецептот во една чарена чинија. Играјте си со чиниите, правете се да ви биде забавно, гответе и уживајте ја храната како секогаш дадете во елитен ресторан. Јас ќе земам малку парче. Некогаш сакам брзо да сервирам храната. Едноставно, најбрзо што може да дојде до чинија. Некогаш сакам да ја дадам на значење. Дека ја почитувам и сакам добро да изгледа секогаш. Повторно. За изглед, малку сол. Ќе нарендам само малку пармезан. За вкус, неколку парчиња и ставаме лебните трошки. Декорирајте со малку макдонос. Макдоносот не е неопходен дел на овој рецепт. И мене ми се допаѓа како изгледа. И само рустично ќе скинам неколку парченца и ќе ги ставам врз моите тестенини. Во продолжение ќе ви покажам како да направите убави брускети, каде што туната ќе ни биде основна состојка и на крајот ќе направиме една салата во тегла. Вториот рецепт кој денеска ви го подготвив е се брускети со туна. Брускетите се во суштина запечен леб со некаков топинг. Јас обожавам да ги правам во мојата кујна, ги правам на најразлични начини. Веројатно низ емисиите ќе ви покажам многу типови на брускети. Денеска се одлучив за една кремаста салата. Нашите мајки многу често прават за оние слави постни салати од туна. Јас го искористив тоа како основа за топингот на брускетите и она што е основата на секоја брускета е еден убав рустичен леб. Доколку немате чијабата или некој по-мек леб, не се тревожете, употребете било каков леб, тој ви е само основата, ќе биде запечен, ароматизиран со лук и апсолутно нема да направи разлика. Мене побаво ми изгледаше денеска селскиот леб. Олеснете си.
користете тоа што имате дома и сечете кришки со леп околу сантим и пол, 1 сантим дебелина. Мислам дека не е доволна. Земете еден флек за печење, ставете одозгора хартија за печење и наредете го лебот. Сув. Апсолутно не ставате ништо. Ќе оди во ред на 2-3 минути само на горен гледач, за да може малку да го подзасуши, бидејќи после ќе го премачкаме со чеснат лук и треба да е цврст, затоа што вака мек нема тоа да ви биде многу успешно. Јас имам неколку парчиња. Одат во ред на 2-3 минути, најгоре. И додека мојот леб се запекува, ќе направам основата, односно топингот, која ќе биде туна салата. Ќе земеме една длабока чинија и во неја ќе ги ставиме сите состојки. Имаме 2 конзерви туна од по 50 грама, значи околу 100 грама туна. Тоа ни е една од основите. Ставаме 2 до 3 лажици витанез директно во туната. Ставаме пипарка на коцки, црвена ајварка секогаш во овој период кога ви е на располагање. Попнеам по црвената ајварка во зима, на почетокот на пролета. Навистина е премногу ароматична, прекрасна. На коцки ќе ни даде убава боја и убав мирис во нашата салата од туна, која ќе оди врз брускетите. И тоа го ставате во чинијата. Следно ние црвен кромит ќе го исечеме на полумесечинки. Ако сакате на коцки, слободно. Јас го сечам на полумесечинки, бидејќи ми доаѓа како кунци и сите краеви кои ќе се појават врз салатата се запекуваат од рирната. Јас сум малку романтичар по природа и сакам кога и храната ми изгледа романтична. И нуди мали изненадувања. Мојот е поголем кромит, ќе ставам само половина и ќе го рассекинам, значи баш да биде на мали стапчиња. Ја имаме неутралната боја на туната, на витанезот, црвената пипарка и секако ми фали малку зелено. Јас се расплакав. Тоа е од кромидот. Доколку имате некој совет како да не плачам на телевизија од кромит, ве молам, пратете го на социјалните мрежи, пратете ни го како совет, бидејќи секогаш треба да изгледаме убаво дури додека готвиме. Насецкајте еден крст Макдонос. Додете го Макдоносот. Направете ви ножито. Малку младо кромитче. Белиот дел. Зелениот зачувајте го за декорација, кога брускетите ќе се испечат. Бонигосата и мирисот на туната. Едно од нејзините омилени јадења е туна. Многу пребира што јаде, меѓутоа туната е нејзината омилена храна. И убаво измешајте. Јас се надевам дека може да доживеете колку прекрасно ова изгледа. Мириса исто толку добра. Засолете. Црн бибер. И
малку буковец. Да ве изненади. Ова е благо лут. Вие искористите доколку не јадете лут, само благ. Промешете и извадете ги брускетите, оставете ги малку да се изладат, бидејќи се многу топли, и ќе ги протриеме со чешниот лук за да добиеме сензација во устата. Нашата основа е готова. Ќе ги оставиме малку да се изладат. Ќе исечам 1 до 2 чешња лук. Само ќе ги исечам на половина, бидејќи сакам да ги протријам брускетите, односно парчињата со лев, за да имаат дополнителен вкус. Ево вака. Ќе ги исечам на половина и за печените краеви ќе ги протријам со лук. Така изгледаат лепчињата, протриени се со лук, крцкави се целите и одозгора ставете од топингот кој го подготвивме. Мириса фантастично. Значи, овие мерки ви се доволни за околу 6-7 брускети. Доколку ви сакате да направите повеќе, ова е прекрасен рецепт, доколку имате некаја забава, се прави брзо, изгледа одлично. Доколку сакате да се прикажете како одличен домакин за пречекување гости, можете да го искористите овој рецепт. Земете помал француски леп, можеби, за да биде баш само еден залак. Готвењето нуди бескрајни можности. Не фрламе храна. Ако ни остане во чинијата, Буни ќе биде пресрекна да ја излиже. Одат во рерна 7-8 минути, пред да одат во рерна само малку ќе ги засолам, бидејќи секогаш е убаво кога врз секој слој има сол. Не знам дали е тоа техника на готвење, меѓутоа јас навистина можам да ја почувствувам, да го почувствувам кога е засолен или кога не е засолен секој слој на храната. Ќе ставам малку маслиново масло, бидејќи не сакам да ми изгорат одозгора. Убаво само како на неколку места. И на крај ќе искористиме топено сирење. Ќе го ставам бидејќи сакам да ми се запече и да ми биде на дополнително изненадување во мојата брускета. Ставете помалку, неколку парчиња. Ете, толку е доволно. Одат во рерна 5-6 минути. Внимавајте, можеби ви е рерната многу силна, ќе ги ставам на средната полица, бидејќи ако ги ставите горе тие ќе изгорат. Значи на средната полица 5-6 минути 170 степени, или кога ќе видите дека сирењата почнува да се растопува, кровидата подгорува, брускетите се готови.
Брускетите се печеа, изгледаат совршенство начинија, крцкави, со нежен топинг на врвот. Ставите ги начинија. За декорација, малку макдонос и зелените делови кои ги задржавме од младото кромитче. И како трет рецепт за денешниот ден, сакам да ви понудам една салата во тегла. Салатите во тегла ги правам често, а во некои од следните емисии ќе ви покажам и како. Многу е едноставно. Редите слоеви на различни состојки. Јас денеска избрав да употребам кускус, да употребам корена зеленчук, односно роквица и морков на изрендан морков. Имам црвен граф од конзерва, имам малку топено сирење кое ми остана од брускетите и мешана зелена салата. Многу едноставно се јаде секогаш кога ќе ја ставите во чинија, само ќе ја превртите за сосот да се исцедини сите слоеви и уживате во сите вкусови кои денеска ви ги понудивме. Се надевам дека ви понудивме интересни рецепти и ви го направивме готвењето забавно. Се надевам дека ќе се охрабрите да ги пробувате и да бидат дел од вашите трпези. А ние веќе се гледаме во следната епизода на Готвиме со Маја.